Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Поголем дел од граѓаните на Тетово сметаат дека мерките за заштита од заразата со COVID-19 се неопходни и се согласуваат дека треба да се воведат и построги. Во Гостивар деновиве интензивно се работи за раззеленување на јавните површини. Долж булеварите вкупно ќе бидат засадени 900 садници. Граѓанската иницијатива по УБО од Тетово покрена акции за чистење и разубавување на парковите во градот. Во изминатиот период беа уредени зелените површини во Ајдучко и Саат Маало. Рекордни бројки на нови случаи со COVID-19 се бележат деновиве во нашата земја. Секојдневно двоцифрен е бројот на позитивни лица и во Тетово. Надлежните воведуваат нови рестриктивни мерки кои би придонеле за спречување на ширење на заразата. Што мислат граѓаните за мерките и како би се одразило повторното воведување на полициски час врз нивното ментално здравје? Слушнете ги нивните ставови. Угостителските објекти нема да работат после 23 часот, групирањата и натаму се забранети, а ќе се применува и мерката за задолжително носење маска и на отворено. И додека бројките секојдневно растат, а болничките капацитети се исполнуваат, ги прашавме тетовци кое е нивното мислење за ситуацијата и воведените рестриктивни мерки. Повеќето од нив сметаат дека мерките се неопходни за да се спречи ширењето на вирусот. За новите мерки мислам дека се добри, пошто граѓаните не се послушни. Не ги, како да ви кажам, не ги почитува, да, мерките. А министерот Филипче рече дека ако повторно не се нормализира, малку намали односно бројката, дека се најавува и полициски час. Ако треба и тоа нека го прават. Ја мислам дека е добро. Мислите ли дека малку влие и на психичкото здравје? Влие. Например, кај мене влие, али ако треба, ако е за моје здравје добро, тоа е. Добро, најдобро си знаа институциите. Дали е најдобро или не е најдобро, они си знаат, ние треба да ги почитуваме и така. Ако не се намали бројката на ново заразени, Филипче рече дека најверојатно ќе има и полициски час. Мислите дека тоа е добро решение и како би влијаело на граѓаните повторно да ја има таа мера? Абе вака, например, кој би се применило тоа, ја мислам највише на народот, на психата удира. Лично по мене. Сега државата си знае што треба да прави. Ако мисла дека треба, ако не, али мислим дека највише на психата на народот удира. А друго треба сами да сме свесни ние дали треба да се групираме или не треба. Мислим дека тоа е тоа. Мислам дека поддржувам комплет сите мерки што се потребни за да се спречи ширење на. Ша сум за. А ако се донесе и мерка полициски час, ако не се намалат бројките, мислиш дека тоа штетно влијае на граѓаните? Може да ги оштети, но на крај најважно е здравјето. Тоа што секоја мерка мислам дека е за доброто на граѓаните. Па за маскиве во рете треба да се поштува тоа, меркиве се добро. И за кафаните поради овде ги злоупотребува. Тие седат поќе него што треба и треба, мислим дека е во ред. Како влијаат меркиве? Еве се најавува можеби ако не се намалат бројките и полициски час. Влијае мислите на психичкото? Полициски час не треба да биде. Ќе влијае на психички тоа. Мислим тоа не треба. А вака рестриктивни мерки, тоа не е лошо. Би требало мало, треба да се поведе, за тоа самите себе ние треба да видиме. Да нема, сега се собираме, сега ако има нешто, не ама ова иде се тамо, дој затворен простор, али вака на отворено, не се слажем ја да има. А ако се најави и се примени полициски час, мислите дека тоа штетно ќе биде и за психата на граѓаните и воопшто како мерка? Полициски час, ако се воведе, ја би предложил да биде тоа од 20 часот до сабајле до 5. А преку ден нема шанса да тоа.
pa treba da drži svaki maske, 2 metra da bude razmak i gužva ne treba, to znamo. I vtoro, da kući gosti da ne primate više od 4, znaš, i svadbe, to je zabranjeno. Бидејќи во земјава се регистрираат рекордни бројки на дневна основа, министерот Филипче најави дека ако новите мерки не вродат со плод, тогаш следен чекор ќе биде воведувањето на полициски час. Хуманитарната организација Дава секој ден храни 250 сиромашни семејства од Гостивар. Бројката на загрозени семејства двојно се зголемила откако почна пандемијата. Повеќе од една година хуманитарната организација Дава со својата народна кујна обезбедува оброци за сиромашни семејства на подрачјето на Гостивар. Овие хуманитарци подаваат рака во секој дом каде е неопходна помош, без оглед на националната или верска припадност. Велат, никој на овој свет не треба да биде гладен и секојдневно несебично вложуваат од своето време и труд да им се најдат во најтешкото на загрозените граѓани. Во голем број домови носат топли оброци, а кај оние семејства кои можат сами да си ја подготват храната, им доставуваат намирници. Biz pandemi sürecinde bir aylığına Кога се разгоре пандемијата во Гостивар, престанавме да готвиме во кујната, бидејќи работевме и со болни луѓе и не сакавме да го загрозиме нивното здравје. За тоа време само им носевме намирници. Со стабилизирање на ситуацијата по 1 месец пауза, повторно ја отворивме кујната и започнавме да готвиме, бидејќи има толку многу луѓе кои не можат сами да се подготват јадење. Хуманитарната организација Дава секојдневно храни околу 250 семејства во Гостиварскиот регион. Бројката двојно се зголемила откако почна пандемијата. pizza şeyler bütün hepsine. Претходно беа околу 130 семејства, а сега таа бројка стигна до 250. Сепак ние успеавме да одговориме на потребите. Функционираме со донации, но не земаме пари, туку им кажуваме на тие што сакаат да помогнат да купат храна, која потоа ја подготвуваме и делиме. Кога некое семејство бара помош од нас, најпрво излегуваме на терен да видиме каква им е состојбата. Доколку утврдиме дека навистина имаат потреба, веднаш започнуваме со редовно снабдување со јадење. Организацијата Дава се наоѓа на улица Светозар Пеповски близу Комуналец. Оние кои имаат потреба од помош може да ги исконтактираат и на телефонскиот број 070 665 575. Граѓанската иницијатива ПОУБО од Тетово покрена акции за чистење и разубавување на парковите во градот. Во изминатиот период беа уредени зелените површини во Ајдучко и Саат Мало. Тетово да биде ПОУБО. Ова е идејата на група млади кои спонтано формирале граѓанска иницијатива, преку која организираат акции за чистење и разубавување на парковите во градот. Во изминатиот период ги уредиле зелените површини во Ајдучко и во Саат Мало. Од иницијативата ПОУБО порачуваат грижата за јавните површини да биде заедничка, како на институциите, така и на граѓаните. Сметам дека со тоа што ние започнавме ваква иницијатива, дека ќе ги мотивираме и граѓаните и институциите во градов да се фокусираат на одржување на овие зеленила, истовремено можеби и да се отворат нови паркови, нели да се посади трева и дрвја низ градот за да биде поеколошки и поубав истовремено. Тоа е уствари една од главните цели на оваа иницијатива, да се мотивираат нашите врсници да не ги уништуваат ваквите површини и сметаме дека затоа е всушност отворена оваа иницијатива, отворен повик и сакаме да ни се придружат сите од наша генерација за да го почувствуваат како свое тоа што го направиле и тоа што го исчистиле, офарбале и разубавиле и со тоа да ја разбудиме таа свест за да не се уништуваат ваквите простори.
За сите акции најпрво прават план, а во реализацијата на истиот им се вклучуваат и жителите во маалото, како и одредени компании. Место за реставрација се одбира. Доаѓаме како собрано друштво, акцијата која што е. Гледаме кои ни се ресурсите на место, започнуваме со чистење прво и после тоа го гледаме концептот кој што е направен пред време за реставрација на местото и своеволно почнуваме од Сабајле до колку што ќе треба да се цели, а и од околината своеволно граѓаните доаѓаат и помагаат. Една од целите беше да се најдат донации за иницијативата. Дел од донациите ги добивме како дел од нашите членови кои што беа тука и кои што помагаа. А дел од донациите дојде од приватни инвеститори, како например имавме приватен инвеститор што ги донираше шаблоните за фарбање, како и садниците што дојде на лице место да ги посадат. Особено благодарение до ЈКП, бидејќи тие донира голем дел од ресурсите кои што ни помогнаа многу за реставрација на местото. Веќе имаат идеја каде би ги продолжиле нивните акции и прават планови за тоа. Свесни се за ниската свест на поединци, кои ги уништуваат и малкуте паркови кои ги има во Тетово, па затоа тие сакаат да направат нешто убаво за градот. Ние не сме организација, ние сме граѓанска иницијатива, што пробуваме да направиме разлика во нашето општество, пошто тие што треба да направа разлика, тие што треба да ги расчистува местата, што треба да ги декорира парковите или јавните места, не се врши работата, па ние како млади, тинејџери, млади возрастни се чувствуваме потреба за да направиме нашата околина малку поубава. Немаме доволно клупи кај што луѓето може да седне и да се одмора. Жена парк го реновира, ама тоа веднаш се расипа. И планираме таму да направиме некоја промена. Исто така скейт паркот што го направија пред неколку години, тоа више катастрофа го вандализирале и се така. Други места може и кај Музичко што е паркчето мало, може тоа да се реновира, да се офарба, да се обнови со нови цвеќиња, со нови бои. Од иницијативата велат дека секој може да им се приклучи, бидејќи се работи за граѓанска иницијатива на доброволна основа. Во Гостивар деновиве интензивно се работи за раззеленување на јавните површини. Долж булеварите вкупно ќе бидат засадени 900 садници. Екипи на јавното претпријатие за паркинзи и зеленило во Гостивар деновиве работат на уредување на зелените површини и засадување на нови дрвца. Денес ги затекнавме во населбата Малеарди, каде долж булеварот Браќа Гиновски веќе се засадени 600 нови садници, а во тек е кастрење на дрвјата. По продолжениот викенд, активностите за раззеленување ќе продолжат и по булеварот Гоце Делчев. Моментално садиме во булевардот Малеарди, сме посадиле околу 600 садници. Исто така продолжуваме понеделник и вторник да посадиме уште 300 од Дома на културата па до автобуска станица. Исто така правиме сезонско кастрење на дрва, одржување на зелени површини и имаме две нови зелени површини. Едната е позади вас тука помеѓу зградите во населба Малеарди и другата е во улицата Мара Угринова во автобуска станица. Предпријатието ги интензивираше работите на терен од септември. Предходно, поради карантините и полицискиот час, активностите беа ставени во мирување. Каква ќе биде финансиската рамка на инвестициите во зеленилото во Гостивар, останува да се види до крајот на годината. Ова година, поради пандемијата, не сме работеле 7 месеци со инвестиции. Сега, после пандемијата, од 9 месец навамо, сме почнале и уште немаме некои статистики колку се до сега инвестирани или потрошени пари од нашето предпријатие, па сигурно до крајот на годинава тој износ ќе го имаме сигурно. Од предпријатието за зеленило најавија дека во текот на следните денови ќе се спроведе и сечење на неколку постари дрвја во градскиот парк, за кои било оценето дека представуваат ризик за минувачите. Физички напад, сообраќајни незгоди, нерасчистени должнички односи. Следуваат деталите од полицискиот билтен.
65-годишен жител на Тетовско село вчера во 17 часот во СВР Тетово пријавил дека половина час пред тоа физички бил нападнат од неговиот 20-годишен внук по претходна вербална расправија со таткото на пријавениот. Напаѓачот бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во СВР Тетово е лишен од слобода 38-годишен гостиварец, бидејќи претходно во текот на денот во близина на градскиот фудбалски стадион во Гостивар му го одзел возилото со гостиварски регистарски ознаки на 25-годишникот гостивар, а поради нерасчистени должничко-доверителски односи. При тоа и возилото му било вратено на собственикот. Подоцна 38-годишникот пријавил дека 25-годишникот и неговите родители му упатиле закани. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 15 часот и 20 минути на автопатот Гостивар Тетово во близина на Градечки надпатник, патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки што го управувал 21-годишникот Неготино Полошко изгубило контрола и излетало од коловозот. Во несреќата возачот и неговата 20-годишна сопатничка од истото село се здобиле со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на незгодата увид извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Тетово. Вчера околу 7 часот и 40 минути на локалниот пат Желино Палатица се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 22-годишникот Палатица, и товарно возило, исто така со тетовски регистарски ознаки, управувано од 50-годишникот истото село. Во незгодата возачот на товарното возило се здобил со тешки телесни повреди, а другиот со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде што биле пренесени за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Синоќа се одржа манифестацијата за избор на најпосакуваните автомобили за минатата година во Македонија. Настанот се одржа под строги протоколи за заштита, а беа прогласени најпосакуваните автомобили во 5 категории, како и еден главен победник. Автомобилските ентузијасти, фанови и љубители ги избраа најпосакуваните автомобили за минатата година во нашата земја. Синоќа на свечен настан во Рагуза 360 официјално беа доделени наградите од првиот избор за најпосакуван автомобил Златно тркало. Присуствуваа ограничен број гости и представници на автомобилската индустрија во нашата земја. Организаторот на настанот информираше кои се победниците. Тоа е еден избор кој што е основан, односно иницииран од Автоплус, најстариот автомобилски медиум во Македонија, кој што воедно е и основач на националниот избор за автомобил на годината, кој што веќе постои 25 години. Разликата е што националниот избор за автомобил на годината е базиран на изборот од стручно жири на автомобилски новинари кои што во периодот една година ги земаат во предвид новитетите кои што доаѓаат на македонскиот пазар и се презентирани пред македонската јавност. А во овој избор се наоѓаат електронски медиуми кои што своето постоење го има главната интернет мрежа, социјалните медиуми и на видеоплатформите, и каде што во функција на презентирање на новитетите под истите услови, новитети на македонскиот пазар кои што се презентирани пред јавноста во една година, прават листа и во своите медиуми ги презентираат сите тие новитети за да на во дадениот датум кој што најчесто е 15 февруари до 28 февруари, како и оваа година, на централниот сајт на Златно тркало се наоѓа механизам за гласање во 5 категории, каде што секој може да дојде, кој што има пристап до интернет и да гласа по собствено мислење. Во 5 категории победници беа семеен автомобил Hyundai Elantra, урбан автомобил беше Volkswagen T-Cross, бизнес автомобил Seat Tarraco, тука останува уште електрифициран, кој што е RAV4 хибридниот модел, и главната награда за најпосакуван автомобил оваа година е Range Rover Evoque. Значи, пак ќе подсетам, тоа се нови модели кои што пристигнале во една година, презентирани на македонската јавност. Основач, иницијатор на целата идеја е Автоплус, но во самиот избор членуваат и
и представниците од порталот Car Club, YouTube каналот RPM и заедно со Cars by Vic. Тоа се сите 4 се целосно дигитални медиуми и кој што е усуштина и основата на овој избор, целосно дигитален избор. Доделувањата првично требаше да се одржат во април, но поради веќе добро познатата здравствена криза во светот и кај нас, настанот се одложи, па конечно се одржа вчера вечер. Целиот настан беше пренесуван во живо на официјалниот Facebook профил на Златно тркало. Екипите на Шкендија и Ренова обезбедија пласман во четвртфиналето од фудбалскиот куп на Македонија. Тетово ќе има два представници помеѓу најдобрите 8 екипи во Купот на Македонија. Шкендија со минимални 1:0 го совлада второлигашот Гостивар, со голот на Тотре од пенал во 15-тата минута. Многу повеќе возбудувања имаше на надпреварот помеѓу Ренова и Пелистер. Гостите од Битола имаа водство од 2:0 со головите на Талевски во 26-тата минута и Фазлију во 51-та. Ренова од 52-та минута играше со играш помалку после исклучувањето на Шала, но тоа не ги спречи комплетно да се вратат во надпреварот. Шефити во 83-та минута и Јашаровски во 86-та донесоја израмнување, пошто победникот беше решен после изведувањето на пеналите. Фудбалерите на Ренова беа посмирени и поконцентрирани и забележаа победа од 6:5 после изведувањето на ударите од белата точка. Тренерот на Ренова Бујар Ислјами надпреварот го следеше од трибината поради црвен картон на претходниот првенствен надпревар, но тоа не ги спречи неговите фудбалери да одиграат одличен надпревар. Важно е дека имаше желба, се види дека играчи дека има желба. Од големата желба значи и се појавува многу грешки, ефтини грешки. Го контролиравме надпреварот целиот тек. Значи а головите ги примаме од ефтини грешки. Не користуваме чисти шанси, значи градиме игра, ствараме шанси многу, зицери, не шанси и пак не даваме гол. У фудбалот е тоа не пише на правила, кога нема да дадеш, ќе примеш од нешто ефтино. Така нас не ни се случи. И у првиот дел и у вториот дел. Значи имавме нагадира првиот дел 0-1. Вториот дел почна, значи, пак лошо за нас, 0-2, примивме пак вториот гол и црвен картон за еден наш играч, али покажавме дека сме максимални спремни, со еден играч помалку може да го свртиме надпреварот. Значи ни фалат некои наши многу клучни играчи у нашите редови, се гледа дека екипата е уморна, значи фондот на екипата е мал, за да се спротиставиш и да дедулуваш у три фронта, значи да ние игравме Лига Европа, играме куп, играме првенство, затоа треба голем фонд на играчи. Кај нас тоа не е евидентно и затоа значи се мачиме. Очекувам полека да се вратиме и у бодовното салдо, значи еве 3 надпрева поред. Значи не губиме и полека еве денеска и поминавме на куп. Очекувам полека Ренова да се стабилизира и да доаѓа каде што му е местото. На останатите надпревари од осмина финалето од Купот на Македонија беа постигнати следниве резултати. Академија Панде Вардар 1:0, Македонија Ѓорче Петров Каменица Саса 6:0, Шкупи Китгол Пехчево 5:0, Кожув Силекс 1:3, Струга Работнички 0:0 во регуларниот дел 4:3 после изведувањето на пенали и Брегалница Штип Беласица 0:1.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!